Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во емисијата Омнибус. Матичните клетки добиени од папочната врвца во последнава деценија се во фокусот на регенеративната медицина, бидејќи нудат огромен потенцијал за лекување на досега неизлечливи болести. Значењето на матичните клетки, нивното значење за новиот живот, е токму темата на која што вечерва ќе говориме со нашите гости, кои што вечерва се во студиото на Ирис телевизија, а тоа се доктор Долаш Кемби, представник од Генома, и господја Сонја Лазарева, медицинска сестра, предродилна подготовка, психофизичка припрема во клиничката болница во Штип. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото на Ирис телевизија. Благодарам што не поканивте. Така, ќе имаме доволно време да говориме на оваа тема за матичните клетки, за нивното значење, за нивното собирање и што всушност значи лекувањето понатаму токму со овие матични клетки, како што рековме, за чудо. Еве, после толку децении, ако почетоците се направени многу одамна, меѓутоа еве сега наоѓаат практична примена. Па доктор Кашкемби би можела да ни каже нешто повеќе за матичните клетки, зошто е значено да ги зачуваме матичните клетки? Значи, вака, во денешно време, крвта која што се наоѓа во папочната врвца и во постелката не смее да се смета како биолошки отпадок. Во Македонија веќе станува вообичаена процедурата на собирање и на обработка на матичните клетки пред се, заради тоа што лесно се собираат и е неризична процедурата и за мајката и за плодот. Лесно се обработуваат и постои можност за чување на еден долг временски период. Многу години се дори не се примена на соодветен дарител кој што може да ги примени. Матичните клетки исто така рутина представува и транспортот до соодветната здравствена установа било каде во светот каде што ќе се врши трансплантацијата. Во светот веќе се извршени 16.000 трансплантации и исто толку животи се зачувани и спасени со матичните клетки. Родителите кои што ќе ги зачуваат матичните клетки добиваат многу повеќе. Освен тоа што му стојат на располагање за своето дете, значи можат да ги искористат и било кој член од семејството. Денеска листата на болести кои што се третираат со матични клетки се повеќе и повеќе се зголемува. Веќе се докажани во третманот на 70 заболувања, меѓу кои пред се заболувањата на крвниот и на имунолошкиот систем, анемии, имунодефициенции, акутни и хронични леукемии, различни лимфоми и друго. Меѓутоа во фаза на испитување се и заболувања како Алцхајмеровата болест, Паркинсоновата болест. Во тек после ќе докажеме и конкретни случаеви кои што веќе ги имаат применето овие матични клетки. Ние ќе прикажеме значи прилог каде што на кратко оди обработката на матичните клетки. Рековме дека е безболен и за родилката и за новороденчето. Да, секако, значи се работи за неколку минути. Моментот дури се чека да се после пораѓањето за да се одле постелката, се користи за собирање на крвта која што се наоѓа во папочната врвца и во постелката. Се собира во специјални кеси и целта е што побрзо и за пократок период да стигнат до здравствената установа, до банката каде што ќе подлежат на нивна обработка и нивно криопрезервирање. Така, впрочем, преку видеоклипот кој што им го презентираме на нашите гледачи, ќе ми објасниме постапката со што се е потребно да се направи, впрочем тоа го работи медицинскиот кадар, начинот на присобирање на матичните клетки. Сите доктори во сите здравствени установи во Македонија, претежно гинеколозите, се информирани за собирањето на матичните клетки и едуцирани се. Се собираат во специјални кеси, во прилог оди како изгледаат тие кеси, како изгледа континерот, потоа постепено се криопрезервираат на постепена температура се до нивно целосно криопрезервирање на минус 197 степени под течен азот. Ке имаат можност нели гледачите за да го видат во прилог клипот. Така, господја Лазаревска, во меѓувреме би можела да ни каже која е вашата улога во оно што вие го работите, каков е непосредниот контакт со трудниците кои што очекуваат принова, има ли интерес кај на себе конкретно во Штип? Рековме дека работите во клиничката болница. Работам предродилната подготовка ја водам, психофизичка припрема на трудните жени, обучена сум од англичани. Работам веќе од 2004 година, одлично оди работата со тоа што се пријавуваат трудните, меѓутоа јас би сакала и понатаму повеќе трудни жени да да го слушнат ова, да се пријавуваат, тоа го прават затоа што сакат програмата е да се надмине стравот. Значи, тие доаѓаат на часови за да се надмине стравот,
да сватат дека е тоа физиолошки процес, дека не е ништо патолошко и ги посетуваат часовите. Тие се 4 дена одржуваат, различни теми има и сега постои интерес, рековме, жените да се одлучат да дадат матични клетки, веќе се информирани за предностите на матичните клетки и за лекувањето. За не дај Боже, не знаеме во животот што се може да се случи, меѓутоа еве добре кога навреме ќе размислиме за проблемот. Ако претходните генерации не можеле да размислуваат за матичните клетки, еве сега се нуди една нова перспектива, една нова можност, затоа и вела дека матичните клетки се нова ера во медицината. Доктор Кешкемби, да ни кажете пак вие дали постои возрастна граница за жената да донира еве преку папочна врвца матични клетки и дали претходно треба да бидат направени некои пред микробиолошки испитувања? Впрочем, треба веројатно да биде жената здрава. Да, значи многу е битно навреме да се информираат идните родители. За таа цел нели соработуваме со сестра Сонја и во таа предпородилна подготовка им се објаснува на сите трудни жени, нели на сите идни мајки да размислат на опцијата за чувување на матичните клетки со цел да ја осигурат иднината на нивните деца. Возрастна граница значи за бремените жени не постои, меѓутоа доколку бидат навремено информирани и доколку ги зачуваат матичните клетки со цел да се утврди стерилноста на тие матичните клетки, се зема крв со кој што се прават одредени микробиолошки тестови, значи се тестираат за хепатитис Б, С, за ХИВ, за цитомегаловирус и за сифилис. Целта ни е тие матичните клетки да бидат неконтаминирани и стерилни, како такви да се зачуваат. Значи, зачувувањето на стерилен примерок да го овозможиме уште тука со утврдување на тие микробиолошки тестови. Како што кажав, значи матичните клетки можат да се искористат за било кој член од семејството, не само за детето за кое што ќе се чуваат во специјални контейнери на 2 еднакви количини со оставена помала количина на површината од тие контейнери со цел да се направат претходно хистопатолошки анализи за пред трансплантацијата на соодветниот дарето, да се види колку одговара да се избегне таа посттрансплантациона реакција на отфрлање. Така, ако направиме еден осврт, еве кај нас веќе сме во зародишот, иако да речеме неколку, можеби последниве години активно се говори за матичните клетки, Генома е една од водечките компании или институт каде што се чуваат матичните клетки. Меѓутоа светот може да се пофали, или клиниките во светот со многу понапредна и технологија и веќе примена на матичните клетки. Слушнавме дека се лечат пациенти со СИДА, дека успешно се практикува и се лечи церебралната парализа кај дечиња или кај повозрастни. Конкретно да проговориме за случаите кај нас. Дали имаме случаи каде што матичните клетки се применети во лекувањето и има позитивни резултати? Значи, кај нас е ова ново, нели, како што спомнавте, последниве 4 години интензивно се говори и се работи на оваа тема, меѓутоа во светот не е ново. Податоците датираат уште во 1988 година, кога е извршена првата трансплантација на дете болно од леукемија. Детето е излекувано и во добра општа здравствена состојба. Нашата банка, значи Крио институтот, функционира веќе 15 години. Зачувани се голем број на примероци на матични клетки и извршени се голем број на трансплантации. Конкретно ќе набрам неколку од случаевите кои што чии трансплантации се извршени последниве години. Значи во март 2007 година извршена е трансплантација на дете болно од неуробластом. Детето се наоѓа во добра општа здравствена состојба. Потоа јануари 2008 година исто така извршена е трансплантација на дете болно од акутна лимфобластна леукемија, кое што е излекувано исто така се наоѓа во добра општа здравствена состојба. Можеме да се пофалиме со случајот на дете заболено од церебрална парализа. Се направило трансплантација со матични клетки, значи за време на интраутериниот развој кај тоа дете настанало оштетување на централниот нервен систем и после раѓањето во втората година од животот се утврдило дека боледува од церебрална парализа. Меѓутоа, благодарение на неговите родители кои што ги зачувале матичните клетки на детето, успеало да се излече само со една едноставна инфузија со примена на тие матичните клетки и веќе после неколку месеци успеало да почнува да ги движи и рачето и ноџето и да ги изговара првите зборови. Гледачите ќе имаат можност да го видат се во ова на нашиот видеоклип. Меѓутоа,
студиите, значи проучувањата за матичните клетки за нивната примена не застануваат тука. Цело време има се поголем број на болести кои што се воведуваат и се лекуваат. Например, се прават набори за синтеза на органи. Можеме да се пофалиме со случајот кој што ќе можат и гледачите да го видат, нели, во видеоклипот, каде на пациентка која што боледувала од туберкулоза е овозможено синтеза на трахејата и трансплантиране, каде нема можност, значи, да се отфрли заради тоа што матичните клетки се од сопствен извор и се наоѓа во добра општа здравствена состојба после синтезата и трансплантацијата на таа трахеја. Потоа, значи, кај нас на клиниката за кардиологија веќе матичните клетки наоѓаат голема примена во заболувањата на акутниот инфаркт на миокардот, во ангина пекторис, значи во другите кардиомиопатии, а што е најбитно, значи се синтетизираат тие срцеви залистоци за кои што претходно се правеа на вештачки начин, па се бара дарители. Денес со матичните клетки се синтетизираат и што е најбитно, тие матични клетки ја имаат можноста за да растат и да се обликуваат во тој организам каде што ќе бидат поставени. Значи сите тие деца кои што боледуваат од малформации и аномалии на срцевиот мускул можат слободно да се ги искористат во третманот на тие болести. Потоа во Паркинсоновата болест и Алцхајмеровата болест значително се намалени симптомите после третманот со матичните клетки и, нели, целта и болеста од која што најмногу се плашиме е ракот на дојката. Се прават напори и се во клинички испитувања за примената на овие матични клетки во намалување на тој карцином на дојка.